Мовембар. Движење кој ги оспорува традиционалните поими, ги руши културолошките бариери и ги охрабрува мажите да зборуваат за своето здравје. Генерално мажите имаат тенденција помалку да се грижат за своето здравје споредбено со жените, а особено на овие, наречеме, балкански простори. Вие жените уште од млади годините имате тенденција да посетувате доктор, односно правите редовни гинеколошки прегледи, правите скрининзи. Вие исто така да се грижите за вашето ментално здравје, одите на јога, пилатес, одите на шопинг, а исто така одите на козметичар. А што се однесува до мажите, сметам дека на овие простори генерално грижата е далеку на пониско ниво споредбено со западните земји. Можеби влијание тука има и тој наш, како да кажам, балкански менталитет. Ние сме млади учени дека не треба да се жалиме, не треба да покажуваме емоции, не треба да плачеме. И мислам дека се тоа вродува со плод понатаму во животот и да не сакаме да побараме помош ова кога ни е потребна и да направиме скрининг кога треба, нели? На овие простори, за разлика од светот, многу помалку се обрнува внимание за подигање на свеста за јавното здравје, односно за машкото здравје. Овие иницијативи како Мовембар имаат за цел да ја подигнат свеста со тоа што на некој начин ги потикнуваат луѓето на отворени разговори за теми како карцином на простата, карцином на тестиси, грижа за своето здравје, грижа за своето психичко здравје и така натаму. И сметам дека генерално има, односно овие акции треба да се фаворизираат што повеќе и повеќе. Мислам дека стравот кај мажите, зашто вие жените сте похрабри од нас, е што кога доаѓаат симптомите, симптом како хематурија или крварење во урина, односно крв во урина, кога веќе доаѓаат тие симптоми, сметам дека мажите се плашат да одат на доктор, викаат не ми е ништо, ќе помине, прехлада, настинка и така натаму. Тука е стравот, а неинформираноста е бидејќи не знаат кога да отидат, колку често и каде да се обратат. Тука исто така би ги потенцирал како проблем и долгите листи на чекање. Значи пациентите чекаат во амбуланта, чекаат за операција и на некој начин тоа делува многу демотивирачки и за самите прегледи. Генерално постои сегде во светот, па и кај нас, тренд на зголемување на болести кои се предизвикани од така наречен нездрав начин на живење и од зголемено ниво на стрес. А практично ова е подлога за сите болести. Значи нездравиот начин на живот и стресот се подлога за кардиоваскуларни заболувања, за ментални заболувања, исто така и за карциноми. Основата е иста. Тоа што е различно од порано е што мажите многу почесто сега се дијагностицираат со тие заболувања од порано поради подигнатата свест од овие кампањи како Мовембар. Како лекар и како уролог, тоа што би им сугерирал на мажите, вака символички кажано, е да се грижат за своето здравје како што се грижат за својата кола, како што гледаат каде ја паркираат, гледаат какво гориво ставаат, не ставаат хамбургери, нели, редовно ја одржуваат, ја перат, гледаат да нема гребаница. Препорачувам така да се грижат и за своето здравје, символички нормално кажано. Што значи тоа вака во превод? Сметам дека не треба да се претерува во ништо. Значи треба да се најде некој баланс. Не значи дека треба да станеме робови на тие така наречени здрави навики, по толку и толку да легнуваме секој ден, не сме алкохол, само здрава храна. Не треба да станеме робови на тоа, меѓутоа убаво е секој да си најде свој начин за тоа што му прија. Да гледаме што почесто да внесуваме квалитетна здрава храна, сите знаеме што е здрава храна. Овошје, зеленчук, количина на протеин, односно на здрав протеин, дали е тоа месо, риба, односно птица или пак за вегетаријанците, тоа е некој друг извор на протеин. Здрава физичка активност, честа физичка активност и многу е битно справување со стресот. Значи да имаме мирен сон.